Некогашната храна на сиромашните сега може да ја купат само богатите. Инфлацијата, големите турбуленции со цената и нестабилните берзански светски цени доведоа до пореметување на традиционалните стандарди во начинот на исхрана. Примери за ова има многу, но ќе напоменеме само некои кои отсликуваат апсурдната ситуација. Джимиринките и пачата сега чинат до 1000 денари за килограм, додека ајварот е до 400 денари. Некогаш поевтино од свинско беше и говедското месо, исто како и црниот леб, кој беше наменет за најсиромашните. Сега се е обратно. Па знаеш што направија? Зема и степаа стоката што ја чува, била заразена, онадена и степаа на луѓето и останаа фармите без стока. Причината зашто е после? Да, само тоа. Затоа работната рака е скапа за нив. И за джимиринките, и за ајваро. Па веројатно трговците да си имат некој интерес, ги качуваат цените без некоја контрола. Инаку за нас, за нашиот пазар, тоа е многу скап. Според производителите, оваа абсурдност се случува од следните причини. Цената на ајваро е од 400 до 350 денара. Сега ми питате зашо, е скапо ѓубре, скапа водна заедница, скапа работна снага и многу е работа. Значи сега ва е ајвар печен, па е лупен, а ва е само семето му изведено и е попарен со топла вода, изведено му е семето и е мелен жив. И затоа е таа цена. Што уште може да ни се случува е неизвестно, но известно е дека цените на храната тешко се контролираат, иако статистички инфлацијата се намалува.